Проактивниот однос на антикорупционерите наидува на одобрување кај општата и стручната јавност. Тоа што отвора одредени дилеми е дали антикорупцијска има фокус во својата работа, дали се занимава со ситни случаи за поставувајќи ја крупната корупција. Се повикуваме на начелото што седниците се јавни и се треба да се отвара на седница и треба да се затвара на седница. Главните наслови во сите медиуми беа ДКСК отвори предмети за премиерот Заев. Доколку се отвараат такви предмети кои што знаеме дека ќе се затворат и ќе се затворат вака како што ќе се затворат, тоа е малку може да представува проблем ако почне да се повторува. Дали мора да го отвора случајот на Мицковски во тие два круга, ако не се во прашање рокови, нели е дискутабилно, може да се почека, нели затоа што може да се толкува како влијание на изборите. На СЈО му се забележува дека не отвора предмети против поранешни и сегашни функционери од редовите на ДУИ. И сега ДУИ функционерите ги нема ни кај вас. Дали има предмети од ДУИ, ја не сум се впуштал, бидејќи има уште многу натрупани и ако сакате бројки, 222 оформени само корупција и оформени негде суди на интереси, негде 257